Сакал да информирам целата јавност, особено граѓаните на општина Центар, дека денеска по кој знае кој пат дојде до израз лицемерието на Социјалдемократскиот сојуз кој го има мнозинството во Советот на општина Центар. Имено на закажана седница за разгледување на граѓанската иницијатива Будење, која што е против населување и нивна интеграција на мигранти на територија од општина Центар, од страна на председателот на Совет господинот Мирослав Шиповиќ беше повикана како гостин, се разбира, и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која што и беше дозволено да даде свое видување за оваа иницијатива, односно за стратегијата на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, тоа е за 2017-2027, но кое што го искористи само и единствено да одржи класичен партиски говор, по кој што говор на најкукавички начин ја напушти седницата на Совет и при тоа го избегна соочувањето нормално со пред се со советниците на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. На овој начин уште еднаш се покажа и се докажа дека сепак со ваквата стратегија се крие нешто и не им се дозволува на граѓаните сами да ја изразат својата волја. Дали ќе бидат за интеграција и населување на вакви групи мигрантски или пак ќе дозволат во иднина многу од нивните работни места, места на живење, места во училиштата и така натаму да ги заземат вакви мигрантски бегалци. По така наречениот партиски говор на министерката, Советот, да напоменам повторно предводен од Социјалдемократскиот сојуз, не дозволи воопшто да биде усвоен дневниот ред, за да можеме сите да го кажеме и да го изразиме своите ставови, да ги соочиме своите аргументи. На крај би сакал да го искористам овој момент на сите граѓани на Центар, да апелирам да размислат добро, бидејќи сме на прагот на нови локални избори, за кого ќе го дадат својот глас. Дали ќе го дадат гласот за граѓанскиот концепт, за партијата, односно коалицијата, која што ќе работи само и единствено во интересот на граѓаните, или ќе го даде на другата политичка опција, која што, како што кажав денеска, не работи апсолутно во интересите на граѓаните, туку работи во нечии други интереси. Благодарам.